Благодарам за присуството, се извинам за доснењето. Причината поради која што ја свикавме оваа пресконференција е сакаме да информираме јавноста дека продолжува притисокот на власта врз опозицијата. Имено во текот на вчерашниот ден добив писмо адресирано од премиерот Зоран Заев, во кое што писмо се заканува со тужба за клевета. Имено, цитира моја изјава, дадена по повод верскиот празник Богородица, во која што на новинарско прашање одговарам околу прашања поврзани со аферата Рекет. Наместо како што личи во секоја нормална и демократска држава, доколку не се согласува политичкиот опонент со она што ние окажуваме, истото да го демантира, или во јавноста да приложи спротивни факти и аргументи, Зоран Заев, од позиција на премиер, на најмоќен човек во државата, решава да се заканува со тужби. Писмото кое што е испратено до мене ви е поделено. Сметаме дека ова е класичен обид за притисок и за замолчување на опозицијата. Ние сме политичари и наша работа е да даваме изјави, да прашуваме и да поставуваме провокации. Во која демократска држава, земја членка на Европската Унија, која што Зоран Заев од устата не ја вади, се видело премиер да тужи подпредседател на неголема опозицијска партија за политичка изјава? Или може би има таква работа во Соединетите Американски држави? Веднаш ќе ви одговорам, нема. Нека каже еден пример Зоран Заев, каде што премиер на било која демократска држава тужи подпредседател на опозициона партија за политичка изјава. Многу поостри зборови сме слушнали и слушаме, например деновиве во британскиот парламент и во британските медиуми, кои што се однесуваат на премиерот Борис Џонсон, па сигурно него ни на крај памет не му паѓа да ги тужи опозиционите политичари за она што го кажуваат за него. Толку ли го заболе Зоран Заев мојата изјава за Рекет, што реши сам себе да се демантира, па така на 4 април оваа година Зоран го советуваше брат му Вице да ја повлече тужбата за клевета кон мене, а еве сега, денес, решава самиот тој да ме тужи за клевета. За Рекет има активна истрага и моја работа како политичар и како подпредседател на ВМРО-ДПМН е јавно да поставувам прашања, дилеми и да споделувам информации. И на тој начин да ја отвориме оваа дебата во јавноста и секако на еден демократски начин да извршиме притисок врз институциите истите побрзо да ја завршат истрагата. Кој верува во оваа држава дека Боки 13 сам рекетирал и дека бизнисмените сами му ги давале парите? Па денар нема да му дадат, а не тешки милиони, доколку позади него не стојат на високите структури на власта. Она што е интересно во писмото кое што ви го доставив, Зоран Заев воопшто не демантира дека се изрекетирани преку 20 милиони евра, ниту демантира дека повеќе бизнисмени се изрекетирани, со што само ги потврдува нашите сознанија дека рекетот бил далеку подлабок од она што се знае во јавноста. Единственото што го спори е дека тој ја координирал оваа акција. За таа работа ќе се видиме и со Зоран на суд. Исто како и во тужбата на брат му Вице, јас планирам сам да се бранам, да не ангажирам адвокати. Слободно тој може да се ги ангажира најскапите адвокати во државава, па ќе видиме на жива страна ќе е вистината. Исто така би сакал да ви информирам дека за овој притисок кој што власта го врши врз опозицијата и чија што цел е многу јасна, а тоа е од една страна да се дефокусира главната тема, а тоа е кој е на врвот на пирамидата во аферата Рекет. Второ, да се заплаши опозицијата. Трето, да се заплаши слободно мислечката јавност и медиумите, затоа што логиката на советниците околу Заев, која што секако е погрешна, е дека ако тој може да го тужи подпредседателот на ВМРО-ДПМН, што останува за другите? И секако, последната цел е на оние кои што се околу него, кои што му велат, шефе, уживај, тужи го, ќе го добиеме на суд и на тој начин ќе докажеме дека си невин. Наместо мене да ме тужи на суд, мислам дека е добро
да се пријави во обвинителството и да даде исказ што тој знае и како е инволвиран во аферата Рекет, имајќи предвид дека неговото име го слушавме на јавно објавените материјали, а исто така за неговото име многу се шпекулира во јавност. И последно би сакала да информирам дека за овој притисок на власта врз опозицијата, во текот на утрешниот ден на писмено ќе бидат информирани сите дипломати во државава, а во понеделник и вторник ќе остварам средба на Брисел, на Европскиот парламент и Европската комисија, каде што исто така ќе информирам за оваа форма на притисок, би рекол во исто време и паника, затоа што ова се панични чекори на власта. Благодарам и повелете дали има прашање. Господин Николовски, вакви исти белешки, односно барање за извинување демант пристигнали до мене, лично од господин Зоран Заев, од Сосина Ременски и Единен Сопотски општина. Како и вас, јас им одговорив дека нема да се извинам и дека ќе се бранам сам. Но ме интересира друго. Дали ВМРО ДПМН ќе покрене некаква активност, може би пријава, против обвинителката Русковска, против обвинител Јовевски, против Зоран Заев, против Росина Ременски, кои што тврдеа, велеа дека не се споменати во ниту еден исказ, а еве гледаме веќе цела недела, секој ден има по еден нов политичар на распит, на основа на исказите на пријавител. Јас кажав дека основната цел на ова што прави Зоран Заев, демонтирајќи се сам себе, затоа што на 4 април кажа дека го советувал брат му да ја повлече тужбата за клевета кон мене, основната цел е да ја заплаши јавност. И мислам дека доколку поднесуваат тужби за клевета кон новинари и кон политичари на опозиција, јавноста ќе престане да зборува за ова. Мислам дека контраефект ќе ми се случи, јавноста ќе зборува уште повеќе. Од друга страна, ние сме политичка партија и наша работа е јавно да ги обзнануваме нашите сознанија. Не да одиме по судови, по обвинителства, се тужиме и да се обвинуваме со Заев или со било кој од власта, туку јавно да дебатираме во демократскиот простор кој што ни е на располагање. Ова е само уште еден доказ за тоталитарниот менталитет на оваа власт, но се надевам дека народот брзо ќе го препознае и на брзи предвремени избори ќе го порази. Дали постои надеж за договор за специјалното јавно обвинителство по вчерашното писмо на Катица Јанева со кој предметите се препреваат од СЈО во јавното обвинителство? Два дела има. Прво по однос на законот, после по однос на писмото ќе искоментирам. Прво по однос на законот, работните групи работат интензивно. Ние имаме наши позиции, само има нивни позиции, има джентлменски договор помеѓу двете работни групи, се до оној момент додека немаат конечен исход да не излегуваат своје изјави во јавност, но ние се надеваме дека ќе бидат испочитувани нашите аргументи кои што се во рамките на Уставот на Република Македонија и на постојните законски прописи и дека ќе има законско решение кое што нема во иднина да создава проблеми, туку ќе носи решенија за борба против криминал и корупција. Во однос на писмото кое што вчера било испратено, тоа е уште еден доказ за прво координираноста помеѓу власта и специјалното јавно обвинителство и второ за паниката во која што се зафатени, затоа што ова е без преседан во македонскиот правосуден систем и мислам дека секој дополнителен коментар е излишен, да лице кое што е обвинето за најтешки злоупотреби и кое што е во постапка на формално разрешување во моментов, испраќа писма за работата за која што е обвинето, затоа што ова лице е обвинето токму за работата како специјален јавен обвинител, во најмала рака е скандал и мислам дека ако малце држат од јавното обвинителство до себе и до својот морал и чест, воопшто не треба да влезат во никаква комуникација со ова лице, затоа што тоа лице токму тие го гонат, односно во моментов го истражуваат за да поднесат обвинение кон истото. Може ли ова писмо да влие на преговорите, затоа што Тони Менгиновски вчера изјави дека може да бидат загрозени и да биде закрусен самиот тик на преговорите со ова писмо и преговарите? Мислам дека она што може да влијае е односот на СДСМ. Ако СДСМ е искрен и сака да има договор со опозицијата, тогаш мислам дека можеме да постигнеме договор. Ако СДСМ оди со игри, како што е ова писмо, како што е тужбата на Зоран Заев кон мене за клевета, тоа што секако дека нема да има договор и логично се поставува прашање која е нивната цел, но ќе видиме во следниве денови. Доколку нема договор, дали за вас е прифатливо СЈО да продолжува со работа, ова вчера го бараше и други? Доколку нема договор, за нас е прифатливо се почитува законот за специјалното јавно обвинителство, кој што е многу јасен. А тоа значи?
Законот за различни работи предвидува различна работа. Доколку е разрешена обвинителката, значи дека е разрешена. Доколку не е, тоа е веќе друга ситуација, но значи да се почитува законот ваков како што е сега. Лидерот на ВМРО-ДПМН кажа дека нема да се обезбеди двотретинско мнозинство, дека нема да се подпише нов договор по теркот на пржино. Што значи тоа? Дали некој договор бил понуден на ВМРО-ДПМН? Она што го кажа, јас не би имал што да додадам. Мислам дека на државата, на граѓаните ми е преку глава од такви договори, кои што после наместо да создаваат решенија, создаваат дополнителни проблеми. Во рамки на собранието треба да се издискутира секоја работа, како што се дискутира и оваа, ако можат да се усогласат политичките партии со тоа пратеничките групи одлично, ако не, тоа е демократија, но тие пракси од минатото мислам дека треба да ги оставиме позади себе. Фала ви на сите, па ќе